Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за Универзитетот отворено. Како што знаете, во овој период од годината правиме презентација на единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Ве запознаваме со се она што факултетите го нудат за идните бруцоши на Укло. Се во насока во овој период матурантите да можат подобро да се решат или да им помогнеме во одлуката каде да го продолжат своето високо образование. Денеска за сите нив го представуваме правниот факултет на Укло, факултет чие седиште е во Кичево, а има и дисперзирани студии во Битола и во Струга. Наша гостинка, деканката на правниот факултет, е професор доктор Светлана Велјановска. Добре дојдовте во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Добар ден и навистина ми е голема чест и задоволство што периодично еве вака успеваме да го прикажеме нашиот факултет на радио Брановите на Универзитетското радио. Чинам дека нема човек од Битола и од регионот што не слушнал за правниот факултет. Меѓутоа, доаѓаат секогаш нови генерации кои што не знаеме колку баш се упатени во она што значи историја на ова единица на универзитетот, па еве за почеток да дознаат доколку се запишат тука на правниот факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга, да знаат каде се запишуваат практично и каква и колку е долга историјата на правниот факултет. Да, благодарам на можноста да се представиме. Токму така, кога зборуваме за правниот факултет, мора да споменам дека зборуваме за две етапи во неговиот развој. Првата етапа она која што значеше развој на правниот факултет во рамките на Битолскиот универзитет во време на поранешна СФРЈ и втората етапа е ова која што сега живееме, односно од 2008 година па натаму. Имено станува збор за период кој што долго време во рамките на поранешна Југославија, значи функционираше правниот факултет. Они повозрасните знаат дека неговите простории беа во рамките на сегашниот педагошки факултет. Потоа од X причини престана да функционира правниот факултет, меѓутоа со задоволство после 2008-2009 година, значи имаше расположение од страна на Собранието на Република Македонија и повторно се востанови правен факултет во овој регион во рамките на Битолскиот универзитет со една мала измена, седиштето на факултетот е во Кичево, но тоа не значи дека студентите, односно сите оние кои што сакаат да студираат право на Битолскиот универзитет, ускратена им е можноста и оние кои што се по потекло од Битола, што значи дека имаме дисперзирани студии овде во Битола и исто така дисперзирани студии во Струга. Трите градови каде што функционираме буквално се три елементи од една целина, значи и професорите и целокупната администрација која што го води факултетот всушност е насочена да им створи што е можно подобри услови на студирање на своите студенти, без разлика дали станува збор за студенти кои што студираат во Кичево, во Битола или во Струга. Правниот факултет како високообразовна институција која што е секогаш интересна за младите луѓе. Значи нема период во кој што не биле заинтересирани за изучување на правото. Да, среќни сме што сме една од институциите во високото образование, која што и покрај фактот дека се соочуваме со се помал број на средношколци, се помал број на ученици во нашата држава, сепак ние можеме да речеме дека сме еден од факултетите кои што и понатаму го има трендот на едно рамномерно запишување на студенти. Нормално, не е исто како и пред 10 години, кога започнуваш, односно веќе 17-та година е во тек, кога запишувавме по околу 500 студенти во трите градови. Сега бројката е нешто помало, околу 150 студенти во трите градови, но тоа значи дека сепак интересот за правото како наука постои во целиот овој регион. Ви сакала да споменам дека на нашиот факултет студираат студенти од Кичево, Битола, Струга, но и од Охрид, Прилеп, Ресен, Демирхисар,
значи сите околни градови, значи станува збор, точно така, станува збор за регионален факултет, исто како што нели нашиот УКЛ е регионален универзитет. Во последно време се почесто се зборува дека во Македонија има огромен број, би рекле, на правни факултети, меѓутоа сепак младите треба да знаат да направат разлика. Не е едноставно и не е исто да се каже правен факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга, кој што има традиција, како што кажуваме, нели, уште од поранешна Југославија, и правен факултет кој што има некое си искуство или години во кој што функционира од 5 или 10 години. Вака ќе кажам, многу често се соочуваме со оваа дискусија. За жал, јас како декан и моите професори, колегите на факултетот многу често ме известуваат дека имаме такви информации, многу правни факултети, многу правници, зошто е тоа така. Меѓутоа ќе кажам само едно нешто. Квалитетни правници нема доволно. Верувајте ми дека нашите студенти, пред некоја ден имавме абсолвентска вечер со нашите колеги и буквално најголем дел од нив веќе се работно ангажирани, посебно оние квалитетните студенти кои што навреме си ги реализираат нивните работни обврски, завршуваат, што се вика, на колоквиуми и успеваат во јунската или во септемвриската сесија да ги одбранат своите дипломски работи. Значи, не е точно дека има премногу правни факултети. Точно оно што би сакала да го образложам, ако ми дозволите, пред нашите слушатели, дека има недостаток на квалитетни правни факултети. Овде во регионот имате и вие приватни правни факултети, меѓутоа студентите кои што завршуваат на тие факултети многу потешко наоѓаат своја вработливост на пазарот на трудот. Значи, нашите студенти, оние кои што дипломираат на правниот факултет Кичево, буквално ви кажувам, значи продноста е, верувајте, и дури и преголема. Ке споделам една информација со вас. Пред известно време имавме покана да склучиме меморандум за соработка со секретаријатот при владата на Република Македонија, секретаријатот за законодавство, и во комуникација со вработените таму добив информација дека навистина премногу голем број се јавуваат кај нив правници, а тие се, знаете, служба која што ги следи сите закони, што ги креира владата, министерствата, сите агенции, институции во рамките на владините тела и органи. Меѓутоа, кога на крај вика ќе ги завршиме тестирањата, само студентите од државните универзитети добиваат продност и успеваат да се вработат во ваквите институции во државата. Токму од тие причини сметам дека државните правни факултети, во кои спаѓа и нашиот правен факултет, се местото каде што студентите кои што сакаат да стекнат на вистинско знаење и студентите кои што сакаат на вистина да се најдат на пазарот на трудот во ранг на квалитетни правници, значи кои што ќе може да се обезбедат свое работно место, без разлика дали во приватниот сектор или во државниот сектор. Знаете дека правото како професија нуди огромни можности за вработување. Адвокатските канцеларии од регионот, нотарските, извршителските канцеларии во регионот, верувајте, нон-стоп ни бараат препораки за наши студенти за да може да ги земат како своји соработници. На почетокот нормално сите сакаат да видат со кого имаат работа, тоа е добро и за студентите кои што ќе се ангажираат како практиканти. Знаете, не може секој да биде добар адвокат, некој може би ќе се пронајде во друга професија. Значи, непријатно е ако се вработиш во адвокатска канцеларија, а не се пронаоѓаш во таа професија. Но, кога во ваква ситуација, месец-два практикантска работа и адвокатот и неговиот помошник, односно нашиот студент, ќе свати дека се пронашле, дека може да соработуваат едноставно многу често и да не претерам, меѓутоа 95% од случаите завршуваат и со нивно вработување на неопределено време. Значи, може би има правни факултети, не спорам, податоците се тие, фактите се тие, значи против бројките не можеме ништо, меѓутоа квалитетни факултети кои што продуцираат квалитетни дипломирани правници и магистри на правни науки, па ние имаме и доктори на правни науки, знаете, се многу малку во државата, а ние сме еден од нив. Значи, при изборот на правен факултет не треба да се водат младите по она дека ќе одам на тоа и тоа место и ќе завршам полесно, туку да се водат по она дека да, ќе вложам повеќе труд и ќе биде потешко, меѓутоа и образованието што ќе го добијам ќе биде поголемо.
Токму така. Ова е во две реченици кажано нешто што навистина треба да е предизвик за секој млад човек кој што сега завршува своето средно образование, да размисли што сега во својот живот. Значи, дали сака да стекне знаење во следните 4 години, потоа цел живот да го надградува тоа знаење, или пак сака полесно да си помине низ лавиринтите на високото образование, меѓутоа после 20 на години да се кае заради пропуштеното време во својот живот. Правниот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола нуди студиски програми за прв, втор и трет циклус, но за нив по музичката пауза. Почитувани слушатели, останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Љубов силна, знам ти ми беше мене се. Сега светот мој без тебе осамна и стивна. Да мразам некој залудно е. И само едно знам, готово е се. И она малку што можевме да имаме. Сега знам, за тебе други постојат, ти живееш без срам. Сега знам, треперам, дали од возбуда и страст, или омраза и страх. Секогаш штом те видам јас. На љубов силна, сеќавања ме денат пак. Сега светот мој без тебе осамна и стивна. Виновна си ти за се. Само едно знам, готово е се. И она малку што можевме да имаме. Сега знам, за тебе други постојат, ти живееш без срам. Сега знам, треперам, дали од возбуда и страст, или омраза и страх. Секогаш штом те видам јас. Сега знам, за тебе други постојат, ти живееш без срам. Сега знам, треперам, дали од возбуда и страст, или омраза и страх. Секогаш штом те видам јас. И еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио УКФМ Битола. Ве подсетувам дека ја следите емисијата за Универзитетот отворено, а денеска наша гостинка професор доктор Светлана Велјановска, дека на Правниот факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и Струга, факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Декан ќе рековме дека во овој дел од разговорот ќе проговориме малку повеќе за студиските програми кои што ги нудите на прв, втор и на трет циклус, па би почнеле со она што е најактуелно сега, запишувањето на студенти во прв циклус студии. Што нудите? Да, нудиме правни студии и нудиме политички науки и дипломатија. Мора да кажам дека правните студии сепак се број 1 на нашиот факултет
Имаме одредена заинтересираност и на политички науки и дипломатија, но правиме напори при нашата презентација на факултетот во сите средни училишта во југозападен регион да ги информираме студентите дека имаме и друга можност, односно дека можат кај нас да студираат и политички науки и дипломатија, но одзивот не е искрен, да бидам таков како што би сакали, како што очекуваме, но наспроти тоа пак правните студии сме задоволни и со одзивот и со квалитетот на студентите кои што доаѓаат. Значи успехот од средно образование многу покажува какви студенти понатаму ќе имаме во текот на нивните студии. Значи тоа е околу првиот циклус студии. Ќе ве прекинам сега пред да продолжиме за што значи студии на втори на трет циклус. Студиска програма правни науки. Што се тука треба да научат или што какви програми или какви предмети ќе треба да се овладаат? Правните науки, односно студирањето на правни науки, значи дека ние ги обучуваме нашите студенти да знаат се од правото, а подосна кога ќе се специализираат, значи кога ќе одберат своји магистерски студии или кога ќе се вработат во одреден сектор, во одреден област, нормално ќе мора да се специализираат за тој дел што конкретно ќе го работат. Тоа значи дека имаме 40 предмети кои што треба да се завршат во рамките на 4 студиски години, по 5 се во секој семестар. Според елаборатите, оние кои што ни се одобрени од страна на Одборот за акредитација на Република Македонија, значи во секој семестар се случаат по 5 предмети, изборни и задолжителни. На крајот имаме и задолжителна одбрана на дипломска работа, која што со последните акредитации се вреднува со оценка. Пред 7-8 години тие беа само положили или не положили, односно одбранили или не одбранили дипломски труд, сега веќе добиваат и соодветна оценка која што им влија и врз просекот на студирањето. Во делот на предметите, значи ги имаме буквално сите потребни предмети од делот на граѓанското, казненото право, прекршочното право, имаме и други предмети од типот на економски предмети, политиколошки предмети, социолошки предмети, имаме вештини како што се информатиката и англискиот јазик, значи се она што на некој начин ги креира правниците да бидат вистински академски граѓани на нашата држава, а сите овие други предмети кои што многу често нашите студенти сметаат дека не им се потребни, всушност се можност со која што во целокупното општество стануваат академски граѓани. Значи не можеме да бидеме тесно специализирани и да ги знаеме само стручните предмети, туку треба да имаме и поширока култура, поширок начин на познавање, да можеме едноставно во општествената заедница да придонесуваме и на сите други полиња, не само на она за кое што сме студирале конкретно. Кога ќе слушнат младите право, правни науки, првенствено им излегуваат членови од закони, ставови или како веќе вие правниците тоа ги нарекувате. Навистина ли е толку тешко како што имаат замисли или се работи за некои предрасуди, еве да рече? Па, сакам да кажам дека не е тешко, меѓутоа нема да бидем искрена ако кажам така. Зошто? Затоа што сепак кога студираме, кога учиме, секој предмет си бара да му се посвети соодветно внимание. Значи да, навистина има обемни предмети, има предмети каде што па ќе треба и да научиме определен број членови кои што ќе треба да се кажат пред професорот или да се напишат во испитната тетрадка, но тоа не значи дека и ние како професори претеруваме како во моje време се викаше во бубањето, да бараме од нив само да научат нешто напамет, да го издекларираат пред нас и после тоа да го заборават кога ќе заврши испитот. Поентата на правото е да се сватат работите на вистински начин. Да, треба да се знаат членовите од одреден закон, меѓутоа не онака како што кога утре би работеле или кога би се специализирале, например, за кривични предмети, се знае по кои членови ќе се постапува и тие ќе ги научат, сакале или не, во текот на нивното работење. Но во текот на студиите, да, треба, значи, за секој од овие 40 предмети да се знаат суштината, да се знае она што е најважно за конкретниот предмет, токму затоа постојат и оценки од 6 до 10, така? Значи, основата мора да се знае за 6, а ако сакате да бидете одличен студент, кој што ќе направи просек 10, тогаш сигурно ќе треба и подетално да ги знаете работите што од вас ќе ги бараат професорите. Во секој случај потребно е да се вложи труд, но тука се и професорите кои помагаат колку што можат и не можат некогаш.
Да, верувајте, има многу убав колектив со кој функционираме. Имаме 24 професори на правниот факултет, сите се специализирани за различни области, секој си експерт во својата област. Имаме, среќна сум што сме екипирани на вистина сосема доволно и во делот на правните науки, и во делот на овие други науки кои што ги споменав, и во делот на економските науки имаме квалитетни професори, во делот на политичките науки, во делот на социолошките, во јавната администрација и криминологијата, значи безбедносните науки. Имаме професори кои што се волни да ги споделат своите знаења со нашите млади колеги и сакаме да не прашуваат, сакаме да комуницираат со нас, сакаме да бидат проактивни во текот на наставата, во часовите. Знаете, кога беше ковид периодот, свативме дека навистина пред и по ковидот животот е различен. Во време на ковидот зборувавме пред компјутер, немаш комуникација со другата страна, не е исто. Верувајте дека не е исто. Сега се враќаме на физичкото присуство на предавањата и среќни сме кога зборуваш пред студентите, за нас, за наставниците, најголемо е задоволството да сватиш дека те разбрале. Но и кога сваќаме некогаш дека не разбира, дека тоа што го кажуваме не допрело до нивниот мозок, односно не може се уште да ја процесираат материјата која што им ја нудиме, едноставно запираме, застануваме, отвараме дискусија, се обидуваме да го објасниме нештото за да им биде прифатливо, односно да сватат за што станува збор. Затоа мислам дека секој студент кој што ќе одбере право, најпрво треба да сака да чита. Правото е теоретска наука, да не се лажеме, значи не можете да седнете да решите 10 задачи и да сметате дека ќе положите испит. Туку едноставно треба многу читање, литературата што ја даваме како наставници, а во согласно со болонјскиот процес е многу скратен од она кога на времето ние учевме, значи истите предмети што тогаш ги полагавме сега се полагаат со многу помал обем на литература, меѓутоа правото е всушност доживотно учење. Значи да, ќе се стекнете со диплома на правниот факултет, но не завршувате тука всушност почнувате. Значи почетокот е по завршувањето на факултетот, кога ќе завлезете длабоко во правните води, односно кога ќе завлезете во науката која што ќе ја практикувате. Една е работата на судиите, друга е на обвинителите, трета е на државните правобранители, адвокатите, извршителите, нотарите, правник во фирма, значи големи се можностите, големи се опциите за вработување на нашите студенти и во јавниот и во приватниот сектор. Според мене дури приватниот сектор е поповолната опција за нас, за правниците. Зошто? Затоа што тука можеш се она што знаеш, се она што сакаш да го споделиш со другите, можеш да го направиш. Во државните институции си ограничен. Имаш предмет на работа, го работиш тоа и немаш можност за ширина. Значи, адвокатската професија според мене е најдобра правна професија и ако зборуваме и за профитабилноста, може би една од најпрофитните правни професии. Сега можеме на она што значи втор циклус студии, кој што исто така ги нуди правниот факултет на УКЛ. Да. Овде сум многу среќна што навистина во мојов мандат успеавме да акредитираме, односно да ги реакредитираме буквално сите студиски програми на втор циклус. Минатата година ја реакредитиравме насоката за казнено право и криминологија, а оваа година ги реакредитиравме другите 3 насоки што досега функционира, значи бизнис право, административно право и администрација и човекови права и демократија. Значи влегуваме со 4 студиски програми во следните 5 години, каде што нашите студенти едноставно немат да бидат во дилема сакам да одам на човекови права, но не знам дали ќе се акредитира. Значи да, акредитирани си, слободно можете да си се запишувате. Со тоа што годинава сме во процес на акредитација за прв пат на една нова студиска програма, која што е во делот на правата и новите технологии, односно правиме обид со правото да ги запознаеме другите струки. Значи, оние кои што во Битолскиот регион имате многу информатички фирми кои што во нивното работење сигурно се соочуваат со правни проблеми. Такви луѓе сакаме да донесеме на правниот факултет, значи не правници како што се досегашните или луѓе од општествените науки, туку и
стручни луѓе од други области кои што досега воопшто можеби и не дошле во комуникација со правото, да научат што е сушност правото и зошто им е потребно во нивното секојдневно работење. Сме во напредна фаза во делот на акредитација на ова програма и верувам дека од есен ќе можеме да запишуваме студенти и на неа. А за трет циклус студии, нели има интерес и за докторски студии на правниот факултет? Да, и тука навистина може да се пофалам дека имаме квалитетни наставници кои што имаат добиено акредитација за да бидат ментори на третиот циклус. Знаете дека без таква акредитација не може да се менторираат студенти. Во моментот имаме, ми се чини, 30 на активни докторанти, што значи дека голем број од нашите професори веќе се и зафатени. Нема слободно место за да може да примат нови кандидати. По тројца можеме да имаме, само не можеме да имаме повеќе докторанти. Сите три насоки ни се активни, имаме студенти и од нашава држава и надвор од Република Македонија. Задоволна сум навистина и во тој дел, бидејќи докторантите кои што доаѓаат надвор од Македонија секогаш со пофални зборови се изразуваат и за комуникацијата со нас како наставници и за знаењето кое што го добиваат од нас, односно она што им се нуди како студиска програма од страна на нашиот факултет. Исто така тука мислам дека за разлика од други факултети има возможуваме овие дополнителни активности што се задолжителни, знаете, мислам покрај полагањето на испитите, докторантите треба да обават и одреден број на студиски престои, објавување на трудови, значи еден куп други ангажмани се потребни, не е само да се дојде до титулата доктор на правни науки. Сето тоа ние како факултет им го организираме на некој начин. Знаете дека имаме конференција на правниот факултет која што традиционално веќе 7 година ќе организираме и тука им овозможуваме на нашите докторанти да аплицираат со своји трудови. Понатаму соработката што имаме воспоставено со универзитети и правни факултети на секаде на Балканот и пошироко, ја користиме за да им обезбедиме и студиски престои на нашите докторанти на тие универзитети и правни факултети. Значи, буквално се обидуваме да им помогнеме во сите делови, да ги насочиме. Нивно е само да го совладуваат материјалот што ќе им го понудиме, да покажат активност, да се заинтересират, односно да се обидат она што ќе им го пренесеме како свое знаење, како свое искуство како наставници, понатаму да го процесуираат во текот на нивната научна работа и таму каде што ќе се ангажираат понатаму да бидат наши достојни презенти, односно да како алумни на правниот факултет да не представуваат на секаде каде што ќе бидат. Декан Кевелјановска, кога се подготвувавме за разговорот, за ова интервју, рековте дека сте доста задоволна и од она што значи меѓународна соработка, учество во проекти, реализација на одредени истражувања кои што вашите професорите на правниот факултет ги прават. Ќе проговориме и за тоа, но по музичката пауза, почитувани слушатели, останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Мислев го најде со мене, мирот во душата, и мислев дека за тебе сум јас, последна станица. А сега како да доаѓа бура, сила ми одзема. Го чекам крајот во гради ме сега, сакам да побегнам. Во мене љубовта умира, право во срце ме убива. Без тебе ќе преживеам, ќе дам сила да сакам пак. Во мене љубовта
со тебе е добра лекција. Знам дека добро со добро се враќа, за ништо не жалам. А сега како да доаѓа бура, сила ми одзема. Го чекам крајот, во гради ме сега, сакам да побегнам. Во мене љубовта умира, право во срце ме убива. Без тебе ќе преживеам, ќе немам сила да сакам так. Во мене љубовта умира, право во срце ме убива. Без тебе ќе преживеам, ќе немам сила да сакам так. Во мене љубовта умира, право во срце ме убива. Без тебе ќе преживеам, ќе најдам сила да сакам так. Деканке Дејановска, професорите на правниот факултет на УКЛО доста активни во она што значи учество во проекти, реализација на одредени истражувања кои што ги прават не само на подрачјето на општина Битола, туку и пошироко, соработка со други институции кога се работат тие истражувања. Но еве да не зборувам јас, вие тоа подобро ќе го кажете и ќе го споделите со нашите слушатели. Да, вие како студентско радио нормално ги следите активностите на сите факултети, па и на нашиот правен факултет во рамките на УКЛО и знаете добро дека голем дел од нашите наставници се, може да кажем, редовно вклучени во различни активности и во истражувања и во изработка на учебници, односно на се она што е потребно за да функционира успешно наставата на нашиот факултет и буквално не има секаде, не само во регионот, туку и пошироко. Тоа е навистина за мене како деканка големо задоволство. Би сакала да кажам дека сето тоа се одвива во рамките на организационите единици на правниот факултет. Значи, знаете дека имаме правна клиника која што долги години постои и една е можеби од најдобрите правни клиники на ниво на правни факултети во државата. Да им појасниме што значи правна клиника. Правна клиника всушност значи ангажман од страна на нашите студенти со поддршка на професорите во практична работа. Значи, она што го учат на правниот факултет да може да го применат и во пракса. Обично нашата правна клиника работи со ранливите категории, најчесто на територијата на општина Битола и ние нудиме буквално бесплатна правна помош. Значи нашите студенти со поддршка на наставниците им помагаат на социјални категории кои што ќе побараат помош од нас во решавање на некои проблеми. Сепак знаете, споменав пред малку, адвокатската професија е една од попрофитабилните и токму од тие причини може би некој не може и да си дозволи да плати адвокат за да го застапува пред судот. Од тие причини нашата правна клиника се вклучува со совет, со правна помош, со сугестија, значи се она што на некој начин можеме да им го понудиме на тие социјално загрозени граѓани на нашата држава, ние се обидуваме тоа да го направиме пробоно. Тоа е една вин-вин ситуација, ви реки. Да, во секој случај, зашто? Затоа што странката добива бесплатен совет, бесплатна консултација, а нашите студенти добиваат навистина искуство кое што теоријата им ги нуди знаењата, меѓутоа праксата е малку поинаква и тоа е она што го добиваат нашите студенти. Се разбират и аплицираат за да бидат членови на правната клиника, најдобрите студенти се дел од неа и токму од тие причини пак се потврдува оно што пред малку го споменав, дека тие студенти кои што поминале, што се вика низ теоријата и праксата на нашиот факултет, понатаму многу успешно се снаоѓаат на пазарот на трудот. Другите центри? Тука ни е Центарот за професионална обука и кариерен развој. Тој пак има баш е вклучен во тој дел на вработливоста.
Значи таму се нудат стипендии за определен временски период на нашите студенти, обуки, значи ние ги обучуваме да бидат правници, односно ги едуцираме да бидат правници, но потребни се и други вештини за да може да се снајдете на пазарот на трудот. Па многу често се држат обуки од типот како да се направи CV за да ги привлечете вашите идни работодавци, што треба да знаете кога се нудите на пазарот. Значи такви ситуации им овозможува да ги разгледат и да ги решат на некој начин во рамките на Центарот за кариерен развој. Тука ни е исто така и оделението за ИКТ подготовка на правници. Тука се совладуваат оние вештини кои што на некој начин им овозможуваат на нашите студенти да ги користат вештините на информатичката технологија, а истовремено пак ги користиме, ако можем да го потребам тој збор, и за уредување на нашата веб страна, за внесување на податоци. Значи, едноставно имаме двостран интерес. И студентите учат од нашите наставници и своите стекнати вештини и знаења ги искористуваат во подобрување на изгледот на веб порталите на нашиот факултет. Facebook профилот, Instagram, значи сите оние социјални можности или социјални мрежи кои што се користат и сега младите многу масовно ги користат во тој да. Центарот за научно-истражувачка работа исто така не смея да го заборавам, тој е главниот организатор на нашата меѓународна научна конференција која што секоја година се одржува. Годинава ни е терминот закажан за почетокот на октомври, 2 и 3 октомври, дводневна ќе биде, ќе се одржи тука во Битола, и како и сите години досега имаме покането квалитетни панелисти. Не е време сега уште да ги кажеме кои се, меѓутоа навреме ќе ве известиме, да. И повеќе сесии на кои што наши студенти, наши професори од факултетите со кои што соработуваме, но и други заинтересирани научници кои што работат во полето на правото, ќе имаат можност да ги презентираат своите трудови и сите тие ќе бидат достапни за пошироката јавност. И сега деканке, кога веќе зборуваме за конференциите, веќе информиравме и во нашата информативна програма дека правниот факултет на УКЛО заедно со Правниот факултет од Скопје, Јустинијан, организирате заедничка конференција на европско ниво, би рекле, или светско ниво. Не на европско, на светско ниво е, значи да, токму така, станува збор за Еврокрајм, тоа е еден настан, повеќе би го рекла настан, не конференција, зашто? Затоа што станува збор за еден настан кој што се случува еднаш годишно на најрепрезентативни правни факултети во сите држави. Годинава ми се чини во Солуне, следната година ќе биде во Будимпешта, а наредната 2027 ќе биде во Скопје. Токму така, значи го подигнавме нашето рамниште на меѓународна соработка на едно уште повисоко ниво како коорганизатори, значи Македонската академија на наука и уметности, Правниот факултет Јустинијан I и Правниот факултет при Универзитетот Свети Климент Охридски се организатори, носители на сите активности кои што во септември во 2027 година ќе се одвиваат на територијата на нашата држава. За што станува збор? Тоа е всушност една конференција, еден собир каде што ќе присуствуваат повеќе од 1000 криминолози од целиот свет. Сите тие ќе ги споделат своите знања, своите искуства. Станува збор за еден настан кој што е навистина од огромни размери, каде што ќе ни бидат потребни голем број соработници од типот на хотелиерството, угостителството, значи ќе главниот град на Република Македонија навистина ќе има огромен прилив на гости, на научници, и верувам дека и тука ќе успееме да се наметнеме како квалитетни домаќини. Ова е всушност трета конференција која што се одржува на Балканот, после она во Сараево и ова што ќе биде во Атина. Значи ретки се државите каде што се одржуваат едни вакви големи настани. Некој ќе рече сега 2027 е далеку, а уште од сега се зборува. Да, се зборува затоа што, како што кажавте, се работи за меѓународен настан од огромни размери, а сето тоа бара навистина голема организација и подготовка. Токму така, значи бројката на присутни и самата тежина на настанот, значи самата организациона агенда која што треба да се направи за овој временски период е навистина обемна. И овој настан почнавме уште минатата есен. Тогаш ја добивме кандидатурата, еве веќе дојде друга есен што се вели,
а некои почетни работи се веќе во некоја фаза на поодмината фаза на организација и навистина вакви големи настани се организираат по долг временски период. Не е едноставно и не е лесно. Во целата ова подготовка веројатно ќе ги вклучите и студентите, барем оние кои што ќе сакаат да се вложат не само во она што значи образование што им го нудите, туку да видат и како е да се организира еден ваков голем настан. Да, волонтери ќе ни бидат потребни и неопходни, бидејќи без нив тешко дека ќе можеме да ги завршиме сите работи. Значи, цело на координирање на гостите, насочување каде треба да се движат, подготовките на просториите каде што ќе се одвиваат панел дискусиите, сето тоа треба да биде навистина во присуство на голем број волонтери. Знаете, и спортските настани, големите спортски настани се организираат со помош на волонтерите, така и овде нашите студенти ќе ги ангажираме исто како и скопските студенти. Сите оние кои што сакаат ќе бидат вклучени и ќе имаме навреме повики за нив, ќе ги упатиме во сите потреби кои што се од наша страна за волонтери и нормално што се ние ќе им нудиме за да успеат да се вклопат во тој дел. Во секој случај студентите се во центарот на вниманието, барем кога се работи на универзитетот. Се прави во нивни интерес, па добро е да научат и да видат, како што кажав, како е да се организира еден ваков настан и да се биде учесник на самиот. Студентите од правниот факултет доста активни на различни полиња. Да, среќна сум што имаме навистина квалитетни студенти кои што се препознаваат и во делот на правните науки, меѓутоа сакаат да се истакнати и на други полиња. Неодамна заврши ораторскиот надпревар, каде што бевме представени од наши студенти. Пред некое време исто така имаше учество на нашите оратори и на еден настан кој што се организираше од страна на Европската комисија во Скопје и таму беше забележително нашето присуство. Значи не има секаде не има и верувам дека така ќе продолжиме понатаму. Мораме да ја приведуваме кон крај емисијата за Универзитетот отворено, па сега јас би сакала да го слушнам вашиот апел до младите, до оние кои што се двоумат, се кршат, што се вели, каде да се запишат или дали да продолжат со високо образование и да го одберат правниот факултет, може би? Да се учи треба. Значи, мој совет е да се учи колку што може повеќе и никогаш да не се престане со учењето. Правото е една таква наука. Правото е наука која што бара постојано учење. Не можете да запрете, посебно не во држава како нашата, бидејќи верувам дека секој оној кој што ги следи дневните настани знае дека многу често се менуваат законите и дека оној закон што ќе почнат да го учат на први години на студии на правниот факултет, можеби кога ќе дипломираат веќе нема да биде валиден. Но во секој случај ние како факултет ги учиме да знаат да учат, значи не ни е приоритет да се меморира нешто и еднаш за секогаш, туку едноставно да научат да користат литература, да научат да комуницираат со јавноста, да го слушнат оној кој е на спротивната страна, да можат да ги излечат најдобрите работи од луѓето, за да можат понатаму да си ги искористат за своја надградба. Значи, моја препорака, мој совет како деканка, но и како професор на правниот факултет е навистина да се студира. Зошто да се одбере правниот факултет? Затоа што правото е наука која што секогаш ќе биде од интерес, во интерес на општеството. Значи, без добри правници ќе немаме квалитетно функционирање во општествената заедница. Не би сакала секако да ги потценам сите други професии, меѓутоа, кога станува збор за правната професија, неопходно е да имаме квалитетни правници за да можеме комплетно состојбите во општеството да бидат на едно повисоко рамниште. Значи, без законодавство кое ќе биде на потребното ниво, без квалитетни правници кои што ќе ги застапуваат интересите на општествената заедница, мислам дека секогаш ќе каскаме зад другите. Затоа е потребно да се дојде на правниот факултет во Кичево, во Битола или во Струга. Опциите се тие, наставниците се подеднакви за сите. Се обидуваме максимално колку што сме во можност да ги сослушаме нашите студенти, се она што ќе биде прашано од нивна страна ќе биде објаснето неколку пати се додека добиеме впечаток дека е разбрана суштината на материјалот што им го пренесуваме.
Во последно време се зголеми обемот на издавачка дејност од страна на наставниците на правниот факултет, значи најголем дел од предметите веќе се изучуваат од универзитетски учебници подготвени од нашиот кадар. Тоа е исто така една голема придобивка во последните неколку години. Се во насока да им се доближиме на нашите студенти, да сватат дека правниот факултет всушност е нивната алма матер, место каде што треба да се чувствуваат свои на своето. Знаењето што ќе го стекнат кај нас, мислам дека понатаму ќе можат многу успешно да го применат во праксата, токму и со користење нови механизми кои во текот на студирањето ние им ги нудиме. Од нив ќе зависи колку ќе не искористат. Тоа еве најкратко би го кажала, значи нивната она што тие ќе го бараат од нас и што ќе успеат да го научат од нас, понатаму ќе може да го применуваат во нивниот живот. Значи да не се двоумат, тука ќе добијат одлична теорија, но исто така и пракса. Ќе имат можност во текот на студирањето да посетат голем број на установи, на организации, каде што ќе може да го потврдат она што го учеле во теоријата, па и практично да го работат, нели? Тука се надпреварите на кои што ќе учествуваат заедно со нивните професори, ментори, секако со нивна подготовка, и голем број на гостувачки предавања од видни личности, познати како од академијата, но така и од она што значи адвокатура, што се имате тука суди, обвинители, правобранители, се трудите сите да бидат достапни за вашите студенти, па макар 1 или 2 часа во годината да може да поминат и со нив. Повеќе се часови, не се 1 или 2 часа, да, Јус форумот тоа е еден од... Со секој посебно. Да, се шего. Јус форумот е една активност која што ја востановивме од страна на новата деканатска управа и се покажа навистина како исклучително важно. Зошто? Затоа што тука покануваме стручњаци од правната сфера, меѓутоа покануваме и дипломати, покануваме членови на невладини организации, покануваме луѓе од областа на економијата, на другите науки, значи не сакаме како правници да се затвориме само во сферата на правото, тука едноставно покануваме дипломати од кариера, наши гости биле и амбасадори од многу светски држави и наши амбасадори што се наши представници во европските држави. Да не зборувам за адвокати, нотари, извршители, суди од сите нивоа, од сите рангови. Значи сите тие ги споделуваат своите искуства со нашите студенти и навистина нивното знаење верувам дека е добре дојдено, ако не друго барем за избор на нивна професија, така. Друго што исто така мислам дека е важно за нашите студенти. Ќе се осврнам на она што пред малку го зборувавме околу бројката на правни факултети. Значи, пазарот на трудот е гладен за квалитетни правници. И она што би сакала да им го препорачам е да овозможат она што ние како факултет им го нудиме, да влезе, да го примат, да го прифатат како свое начело, како свој принцип на однесување. Значи, да се учи за да се научи. Значи, стекнувањето на знаење и на искуство е најважното нешто што може да се направи на правниот факултет Кичево. Студирањето, теоријата и праксата која што ние им ја овозможуваме навистина е на едно високо рамниште и барем од комуникацијата што имаме со правни факултети во регионот па и пошироко, а може исто така да се пофалам дека и нашите наставници многу често гостуваат на правни факултети надвор од нашата држава. Она што го констатираме е дека сме навистина на едно високо ниво во делот и на презентација на нашата студиска програма и во делот на квалитетот, односно разновидноста на студиските програми кои што им ги нудиме на прв, на втори и на трети циклус. Деканке свесна сум дека има уште многу работи за правниот факултет кои што не ги кажавме, а може би требаше, но времето не гази. Во секој случај, еве ќе ги повикаме сите заинтересирани да ја посетат веб страницата на правниот факултет Кичево со дисперзирани студии во Битола и во Струга, да ги видат студиските програми, а може би е најдобро да поразговарат со ваши студенти кои што веќе студират или веќе завршиле со своите студии и од нив да го добијат она што значи препорака за правниот факултет на УКЛА. Ви благодарам за гостувањето во програмата на Универзитетското радио УКЛА ФМ Битола. Благодарам и јас на можноста и верувам дека и во следна прилика повторно ќе ги запознаеме нашите слушатели со правниот факултет.
Сакам да заспијам и да не се разбудам. Од тебе, од себе, некако да избегам. Од тебе, од себе, некако да избегам. Сакам да заспијам и да не се разбудам. Од тебе, од себе, некако да избегам. Сакам, а никако, никако не успевам. Ако не исчезнам, ако не побегнам од се, или ке полудам, или ке умрам за тебе, морам да исчезнам, морам да побегнам од се, морам или ке полудам, или ке умрам за тебе. Пробав да не мислам и да не се надевам. Тебе и срцево ноќва да ве разделам. Пробав, а никако, никако не успевам. Ако не исчезнам, ако не побегнам од се, или ке полудам, или ке умрам за тебе, морам да исчезнам, морам да побегнам од се, морам или ке полудам, или ке умрам за тебе. Ако не исчезнам, ако не побегнам од се, или ке полудам, или ке умрам за тебе, морам да исчезнам, морам да побегнам од се, морам или ке полудам, или ке умрам за тебе, или ке умрам за тебе, или ке умрам за тебе. И тука е крајот на денешното издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио УКЛО ФМ. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио магистер Сонја Тантарова-Груеска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Нема подобра од тебе, која знае да ме сака. Не сите други се за мене, како во море капка. Ти си моја среќа, ти си моја радост, ти си една знај во милион. Љубовта се буди кога сум со тебе, знај ми е поубаво од сон. Кога те имам, јас горе на небо живеам. Кога те немам, јас долу во земја пропаѓам. Кога те имам, јас горе на небо живеам. Кога те немам, јас долу во земја пропаѓам. Сјаеш како злато, сјаеш како сонце и месец. Знај ти си мила како свила, имаш усни како шекер. Ти си моје небо, ти си мој крилја, само ти си моја слобода. И нема да се најде никаде
Кога те имам, јас горе на небо живеам. Кога те немам, јас долу во земја пропагам. Кога те имам, јас горе на небо живеам. Кога те немам, јас долу во земја пропагам. Укло ФМ, Битола, јуни 2025 година. Избери квалитет. Избери традиција. Избери го Укло. И слушај Укло ФМ Битола, 90,8 МГц. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Колорс. uklo.edu.mk